Добро ви утро, почитувани наши, и добро ни дојдовте во најновото утринско издание на утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро, секое утро. Денес е понеделник, 11 септември, и мене ми е посебна чест и задоволство тоа што и оваа недела ја започнуваме заедно. Ајде заедно сите да си го испиеме првото утринско кафе или првото утринско чајче, кој како милува, додека да се подготвувате да заминете денеска на своето работно место. Сите вие кои што и денес сте наши верни гледачи, кои што планирате да бидете и во наредниве 3 часа заедно со нас, ке ни дозволите да бидеме ваше друштво, ве поздравувам и за почеток би сакала да ви кажам што е она што ќе имате можност да проследите во денешното најново издание на утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро, секој утро, 6 часот и 25 минути. Топло ве поздравувам од овде од студиото. Во 7 по утринските вести во 6:30 и по вкусот на традицијата ќе ги отвориме телефонските линии за оние 3 теми кои што денеска ги одбравме теми за дискусија. Ќе зборуваме за тоа што денеска ќе се случува новиот протест за случајот онкологија. Досега јавноста не слушна за евентуална одговорност. Протестот ќе се случува денеска во 18 часот пред владата. Втората тема за денеска е Скопје како депонија, ѓубре, смрдеа, уништени споменици, скршени плочи, вака ли си ја сакаме Македонија. И третата тема, каква слика оставаме пред светот, фудбалерите ни го обелија образот со Италија, ама лошите услови на градски останаа во фокусот на јавноста. Ова се трите теми кои што ќе имате можност, на кои што ќе имаме можност заедно да си дебатираме ова утро. А секако дека имаме и многу разговори овде во студиото, односно имаме 2 разговори и линковски вклучувања. Првиото линковско вклучување некаде се планира 10 минути пред 8 часот. Нашата Бела ќе видиме од каде ќе ни се вклучи ова утро. Потоа второто вклучување ќе биде некаде во 9 часот. Ќе зборуваме за еден навистина интересен настан и единствен во регионот за прв пат кој што ќе се случува, Пет фест за сите љубители на домашните миленичиња. Разговорите ни се во 8 и 10 часот. На гости го очекуваме да ни дојде доктор Дејан Трифуновски, доктор по дентална медицина, а ќе зборуваме за оралното здравје и денталната хигиена, колку е тоа важно за нашето целокупно здравје. И некаде во 8 часот и 35 минути по вестите во 8:30 ја очекуваме Елеонора Андонова од Црвениот крст на град Скопје, а ќе зборуваме за дневниот центар за стари лица, центар во кој што старите лица си се дружат и си го користат своето слободно време. Сега ви останав должна за временската прогноза. Имам доволно време да ви ја прочитам временската прогноза. Денеска 11 септември, наутро свежо, а преку денот сончево и топло со слаб до умерен ветер од северен правец. УВ индексот ќе биде 7. Во Скопје сончево со слаб до умерен северен ветер. Инаку најниската температура ова утро била измерена изнесувала 5 степени Целзиусови, а највисоката ќе биде 33 степени. Во Скопје 11 степени, утринска, односно најниска минимална температура, а се очекува максимум во Скопје до 31 степен. Сосема накусот да ви прочитам и што е она што го одбележало денешниот ден пред години. 1905 година на битолскиот Ад Пазар турците го обесија Александар Турунџиев, македонски легендарен војвода. Турците го фатија со помош на предавници и го осудија на смрт. Меѓу најзначајните негови вооружени акции е нападот на железничката станица во Врбени, Леринско, заедно со сдружениот одред од 200 востаници на Ѓорги Поп Христов и Михаил Чаков, роден е во селото Врбени во 1872 година. И она што ќе го прочитам како денешен ден што го одбележа, тоа е во 2001 година. Исламски терористи во Соединетите Американски држави киднапираа 4 патнички авиони и изведоа најголеми терористички напади во историјата. Двете коли на светскиот трговски центар во Њујорк потполно беа урнати кога во нив удрија 2 авиони. Третиот авион со едното крило допре до зградата на Пентагон во Вашингтон, а четвртиот после борбата меѓу патниците и киднаперите се урна во Пенсилванија. Во нападите загинаа најмалку 2973 лица. САД за нападите ја обвинија терористичката мрежа на Ал-Каеда на саудискиот исламски терорист Осама бин Ладен. И само за
уште една информација, а тоа е дека денеска според православниот христијански календар се слави отсекувањето на главата на Свети Јован Крстител. 6 часот и 30 минути, доволно беше ова најава, точно 5 минути колку што треба. 6:30 време за вестите на Алфа телевизија. Останете со нас. Веднаш потоа вкусот на традицијата и во 7 часот ги отвораме телефонските линии за утринска наша дебата. Се враќаме назад во студиото на Алфа телевизија, 7 часот и 5 минути и ова е времето кога ги отвораме телефонските линии за вас, почитувани гледачи, а нашите 3 предлог теми за вас ова утро се: денеска нов протест за случајот онкологија, досега јавноста не слушна за евентуална одговорност. Тоа е нашата прва денешна утринска тема, а малку подоцна ќе имаме и линковско вклучување од нашата бела токму одпред влада. Подоцна, потоа втората наша утринска тема е Скопје како депонија. Ѓубре, смрдеа, уништени споменици, скршени плочи, вака ли си ја сакаме нашата земја Македонија? И третата наша денешна тема е каква слика оставаме пред светот. Фудбалерите ни го обелија образот со Италија, ама лошите услови на градски останаа во фокусот на јавноста. Ова се нашите 3 предлог теми. Ве очекуваме да ни се јавите на нашите телефони. Вас ви се добро познати веќе нашите телефонски броеви. А додека ни се вклучи првиот гледач во програма, јас за првата тема само сакам да споделам со вас, почитување, неколку информации. Неформалната организација Протест против убиството на онкологија вчера преку објава на социјалната мрежа Facebook ги повика граѓаните да излезат на нов втор поред протест во врска со случувањата на клиниката за онкологија, за наводите дека се краделе терапии за болни од рак и на пациентите им бил даван физиолошки раствор. Овој протест ќе се случува денеска во 18 часот пред владата на Република Македонија. Доколку имаме гледач на линија, велам веднаш добро утро. Добро утро. Добро утро. Повелете на која од овие наши 3 теми сакате да говорите? Протестите во Скопје не треба да затрат, не само во Скопје, туку ни цела Македонија, сегден ки шо владее СДС. Треба да се блокира се. Се уништија. Како тоа може така на болните да им ги крадат лековите? Кај го има во која држава го има во? Значи, сега да беа СДС опозиција, а се имаше да горе со тие шаремта револуција. Че кажуваа дека тоа биле убијци и немаше да затрат, дури и со шатори имаа таму да лежат пред онкологија и пред владата. Треба протести да има, Скопје треба сето да излезе. На Скопје многу му обеќаа на скопјани, ништо не испадна. Кај се без парите автобуси што требаат да се возат пензионерите? Каде е Скопје чист да биде? Одисете е загаден во ѓубре. Сегден фрла ѓубре, сегден има ѓубре континери преполни. Значи скопјани се најмногу излагани и скопјани повеќе од пола Македонија е во Скопје. Треба да испаднат и се да блокират и се додека не се смене ваа фашистичка влада од СДС. Треба се да се биде на нога и испаднати на улиците. Се да се блокира, секоја крстосница треба да се блокира, секоја улица, секоја институција. Не само владата што треба да се блокира, туку треба и судството да се блокира. Каде е сега судството? Каде е обвинителство? Кај се тие да покренат постапки за некои да затворат, да притворат, заради тоа што ги лажеле болните се надеват таму ош некоја ден да живеат, а таму чим ќе отиде за скоро време умира. Значи, на сите тие треба оштета да им платат до сега што лежеле, а што умреле таму нивните фамилии, треба тужби, кривици против ваа сатанска влада да поднесат, да одговарат тие од СДС. Значи, никогаш не треба да бидат на власт и никогаш не треба да им се дозволеви че да одат на избори. Значи, толку народот е огорчено од неј, толку многу е излаган, толку многу е оштетено што од времето на Бранко Црвенковски и тоа не запира нивното уништување на македонскиот народ. Кај се учебниците за учениците? И ваа година че немат.
Зошто бегат маите? Оди гледат дека има туа неправди. Не можат на никоја институција да веруват, ни на судство, ни на образование, ни на здравство. На никоја институција нема поверење тука народот пити. Не само младината што бега, се почне и старината да бега. За тоа што нема кој да ја лече. Кај да отиде, еви во аптеките. Ја мислам дека и во аптеките и тие лекови дека не се исправни како што треба. Може што на кој брашно ги прават апчињата и ги дават. Зошто многу болни по 20-30 години се лечат апчиња, зимат само пари, трошат пензиите, ги трошат, а никако да оздрават. Ви благодарам, господине, за вашето утринско јавување. Ги споменавте двете теми, си говоревте и на првата и на втората. Ајде сега малку информација околу втората. Скопје како депонија, ѓубре, смрдеа, уништени споменици, скршени плочи, вака ли си ја сакаме државата? Ѓубре, нечисти улици, искршени плочи, демолирани споменици, украдени табли, одвратни пораки со спреј испишани на значајни македонски знаменитости. Вака е сликата во центарот на Скопје. Главниот град изгледа како сите надлежни да кренале раце од него. Дополнително, што и не е безбедно да се движи по пешачките патики, кои буквално пропаѓаат. За нехигиената на Скопје реагираат сите, ама прашањето е има ли кој да чуе. Граѓаните велат дека главниот град одамна ја нема убавата слика која му доликува. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Добро утро, секој утро. Добро утро, повелете. Вака сега. Овие од онкологија криминалциве, ако се од ДУИ и од СДС луѓе, поготово ако давале на партиите, никој нема да иде у затвор. Протести, лани протестите што беа летото што ги прекина Мицковски, да продолжија до сега ќе имавме нова влада. Народот е огорчен, уплашен и свесен дека СДС овие предавнициве пратеници, заедно со предавнициве председател премиер, комплетно ја дадоа власта на ДУИ да прави што сака со народните пари, да го уништува македонскиот идентитет, комплетно они да преговараат со бугарите за македонскиот идентитет, на софистициран начин се уништува македонскиот идентитет и историја, тоа го прават софистицирано, со таа историска комисија што беа одабрани предавници полуписмени историчари, што после ова дигањето на два прста за уставот, веднаш ќе добијат наредба од Османи да променат историјата, Илинденското востание и илинденските борци да станат бугари. Значи, на софистициран начин се уништува македонскиот идентитет, се бугаризира фактички македонскиот народ, со крајна цел поделба на државата на голема Бугарија и голема Албанија. Многу едноставно, нема учебници, за македонските има за албанските деца, значи се чека да се добие наредба да се смени историјата, да се бугаризира македонската историја, па дури тогаш да има во учебниците да се стави тоа. Потоа се уништуваат на софистициран начин сите споменици на борците, на македонските писатели и владата комплетно не реагира за тоа. Значи целта е да се комплетно да се уништи македонската историја. Значи сите бисти на борци гледате низ парк во Струга и така натака се бутнати, се срушени, сите табли, сето тоа е организирано од ДУИ, а македонскиот народ се уште не реагира. Треба веднаш да има протести. Овие со онкологија тоа се сатанисти, од најтешко болните да правиш бизнис, скајки им оди душата на тие луѓе. И сакам да кажам дека опозицијата не треба да го слуша калето, туку ден поскоро да се спаси што може да се спаси, да се организира македонскиот народ.
Добро, ви благодарам, господине, за вашето јавување. 3 минути истекоа. И само уште неколку информации, третата тема да ја споменеме. Каква слика оставаме пред светот? Фудбалерите ни го обелија образот со Италија, ама лошите услови на градски останаа во фокусот на јавноста. Се чини дека никој не излезе од надлежните да каже збор два околу катастрофалната состојба на теренот на која што играа фудбалерите. Еве ќе ви го прочитам коментарот на Лучиано Спалети, тренерот на италијанската репрезентација. Вели, можевме да играме поквалитетно, но Македонија се бранеше со 5 мина, па тешко отваравме простор. Тоа беше особено невозможно поради состојбата на теренот. Нема шанси добро да додавате на вака лош терен. И уште една само информација, односно со изјава излезе Елиф Елмас, нашиот фудбалер, кој што кажа дека ова е одличен резултат за нас, бидејќи се играше фудбал на засрамувачки терен. Можам само да им се извинам на италијанците и на цела Европа. Не треба да се игра фудбал на ваков терен, тоа беше проблем за нас, исто колку што беше проблем и за италијанците. Ете, ова се нашите 3 денешни теми. Велам веднаш добро утро до следниот гледач. Повелете. Ало, добро утро, Ирено. Добро утро, Виолета. Убава недела ви посакувам. Исто и јас на вас. Убава недела, убав понеделник. Повелете. Дефинитивно зборуваме за власт која е узурпирана од ова партнерство на СДС и ДОИ. Знаеме на кој начин дојда. Тие не беа одговорни ни пред тоа, пред да дојдат на власт, затоа што 4-5 години не влегоа у собрание, а си ги зимаа платите. Зборувам за парламентарците од СДС. Дефинитивно оваа узурпирана власт работи против за подкопување на националното тkiво, што им успеа, многу им успеа, со подкуп и со па не знам дали е добра волја од овие што се наметнати луѓе на власт као премиерот што е намештеник на ЗАЕД. Еден е предавник, а по него се сите тие представници. Тие не работат во интерес на народот, не му служат на народот. Обеќањата што ги дава во предизборната кампања не ги полнија. Значи, работат се против народот. Еден заеднички збор за сите 3 теми е предавство од владата, на неодговорна влада, неисполнителна и што повеќе да кажеме освен криминогена власт. Ако имаме работа со криминалци, а даваме легитимитет и пасоши на белосветски криминалци, значи народот потпадна под власт на криминалци. Криминалците си добија држава. Тоа е многу битно. И комунална хигиена што испадна ова не се дотера до крај работата, само се смени директорот. И секдека само се прават како крпени работи, за да не се гледат последиците од тоа. Но поминаа 5 години во неодговорност и посебно ме боли што македонскиот народ не бара одговорност. А како се бара одговорност од власта? Со испаѓање на улица и со директно барање, исполнување на сите барања од пензионерите со покачување на пензиите од 100 евра заради 50% покачување на цените за живот, до вработените по 30-50% покачување на личните доходи, до заштита на студентскиот стандард, да не бидат децата оставени со било каква храна, него да биде тоа квалитетна храна во домовите, до децата во градинка кои што треба да бидат збринети и да бидат на едно ниво. Виолета, ви благодарам за вашето утринско јавување. Убаво си кажавте се на свое место. Денеска споменавте и дека треба да се излезе на улица. Еве денеска ќе потсетиме нашата прва тема е нов протест за случајот, втор поред за случајот онкологија. Досега јавноста не слушна за евентуална одговорност. Протестот ќе се случува денеска пред влада во 18 часот. Добро утро до следниот гледач. Добро утро. Добро утро, повелете, во програма сте.
за здравството ќе кажам. Може. Кои се тие што лечат и кој се лечи таму? Дали некој влага во болниците па гледа што се случува? Цело Косово е тука. Затоа не ќе почне да зборувам за стадионов. Чекайте бе луѓе, сала на Борис Трајковски треба се среди со 8 милиони евра, па ќе дојде на ред стадионот. То се е поред силади, не води така преку трупа, па ако требало да преварот ќе го преиграат поново. Што се днесува за ова честитањето за празников, Груби, како се изјасни, вика за овие 30 години многу постигнавме. Нашата држава, не, нашата земја, вика, направи рамкове договор 2001. Нашата земја направи, го смени името. Нашата земја направи добрососедски договор во кој никој не знае нате што пишува, а полека излагат секој ден. Ништо македонско внатре нема, не постои. Све бришат, од корен све бришат. Затоа што овој што е председател на собрание не сакаше да прозбори македонски и не дозволи химната да се испее. Затоа што ќе беа спомнати дејците за борба против настрапниците. Од другата страна спомнуваат Состефатска Бугарија од една страна и голема Демачи од друга страна со дојде тој Курти во Тетово. Па тој им е целта, бе, дали луѓе во разбира или не разбира што, каква планина позади нас иде. Ја тие, овој Джафери кој им се разлика на тие во парламентот, кој се, да се изразам така, многу силно се дереше, ја тие луѓе би ги отпуштил од работа. Зошто? Затоа што не се вратија 5 корака назад, кој им викаше. Да му се вратија 5 кораки назад, сигурно 20 беа, тогаш ќе ги оправдам. Него му дозволија да се дери пред цела јавност, пред цела Македонија, може би цел свет не слуша. Ова страмотилуција. А што се однесува за ѓубрето? Па видете, количката е во проблем. Количката носи ѓубре. Количката настрана стои, ти ѓубрето и то си стои. Количката е проблем. Количката. Кој е количката? Луѓето. Луѓето се количка. За да го изфрлат ѓубрето. Кај нас е завртено све, наопаку. А овие што не покреваат судски процеси против онкологија, него општо во здравството. Па тие ваѓат органи, матки, бубрези и божи срца ваѓат и луѓе некој ќе го отворат, ќе го затворат, почина Богу со здравје. Кој знае што правиле до сега? Па ова држава е пуштена, не знам, ова како да сме качени на некој воз, без шини, и сите го нишат, да вика, мислете дека оди возот. Кај оди? Благодарам, господине, за вашето утринско јавување. Си говоревте убаво на сите три теми. Си го кажавте вашето размислување. Ви благодарам што не следите. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, во програма сте. Така, за првата тема ќе кажам само во една кратка реченица која често ја повторувам. Ако може жена да роди дете за еден ден, тогаш и обвинителство ќе рачисти онкологија за 10 дена. Дали ме разбирате? Да. Значи, ако може жена да роди дете за еден ден, тогаш и онкологија ќе рачисти ќе се рачисти за 10 дена. Ние на рачистени случаеви се правевне на тошо дека не слушнавне, дека не видовне, дека не е точно, па ги правевне дека се политички прогон, значи со докажани криминали, а сега овдека на постапка која во тек, ние бараме за 10 дена да се рачисти. Па тоа е лицемерие, да ви кажам право. Јас само ќе ве потсетам за еден предмет. ТНТ. Јас јавно ги прашувам сите, кој ќе плати штетата 50 милиона евра на Фијат Цановски? Тој предмет државата ќе го изгуби на меѓународен суд. Хирот на одредена групација луѓе што се докаже дека си правиле хир, ќе коста 50 милиона евра. Ќе разговараме. Ја до сега се што сум кажал во вашата емисија полека си доаѓа. Како што дојде и Пазарот што го направија пред некој ден во собрание со глумењето лудило дека ќе гласаме, не гласаме, ќе ги прифатиме, не ги прифатиме, сега ќе видите дека ќе ги прифатат затоа што со тоа гласање е опфатен и предметот Талир, Белата куќа.
помилувањето, дека нема да се одземе од партијата. Ќе видите како ќе се гласаат уставните измени. Што се несе за третата тема, за втората тема, колку и да чисти комунална хигиена, додека нашата совест не ја смениме и ние не се научиме наред, бадијава е све, да ви кажам право. Нас секогаш некој друг ќе ни биде крив. Тоа се докажа дека кај нас. Нас секогаш ни некој друг крив, а не ние. Контейнерите, знаете ли дека имаат работно време? Знаете што значи работно време? Од колку до колку часот да се фрла ѓубрето. А тоа е од навечер. Од 19, од 20 часот до 22. Па после 22 помине комунална хигиена и го собира ѓубрето. А ние у 8 сат го фрламе од сабање ѓубрето. И не го ставаме у кантата, го ставаме до кантата. Па кој е тука крив? Мазнева, комуналците, кој е крив тука да ве прашам? Скопје пола што дрвата се накитени со кеси со ѓубре како новогодишни елки, кој е крив? Мазнева ли да се качува по дрвата да ги собира кесите со ѓубре? И на градов му ветуваше 100 автобуси, сакам да прашам, во предизборна кампања, кога збориме за комуналните услуги. Кој? Каде е сега да искочи тој да ги донесе тие 100 автобуси и бесплатниот превоз да го воведат? Кога ние кој збориме дека тоа се што се ветува е утопија, не правеа будали, не правеа кодоши. Па сега што ги барате бесплатниот превоз кога знаете дека нема да дојде? Ајде прашајте го кој ветуваше 100. Вратете го снимката од предизборните кампањи за локалните избори. Каде се 100 евра? Вчерашното лицемерие, пазете ке ве молам. Боби Бојчевски, председателот на општинскиот комитет на ВМРО ДПМН за општина Бутел, бара, пазете, бара човекот бенефициран стаж за брзата помош. Па што? Добро, благодарам за вашето јавување. Зборувавте за првата и втората тема. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Видите, ја ретко се јавувам. Добро. Меѓутоа, ме предизвика овој претходникот од паролот на комунистите. Видите, ние славевме, но пред некој ден слободна, независна, самостојна Македонија. Меѓутоа, нит сме слободна, нит сме независна, нит е Македонија. Ние сме северџани, северна. Бегаме од тоа што го потпишавме во нивите. Тоа треба јасно да се каже на народот. Со сила не тераа сад документи да менјаме. Не сме веќе ни Македонија, ни македонци. Тоа може некој вика, ама ние дома си зборуваме македонци, македонски, ние сме македонци. Па ние и во турско време зборувале македонски дома, ама шепотеле надвор биле раја. За време на српско дома биле македонци, надвор биле срби. За време на бугарско дома биле македонци, надвор биле бугари. Исто е сега. Дома зборуваме македонски и велиме дека сме македонци, ама надвор сме нордистанци, Нордистан и северџани. Тоа не ги вели Европа и светот. Нема од тоа бегање, тоа е завршена работа. Кој го заврши? Го заврши Калето. Сега велиме, кој управува со Македонија? Кале Анџа. Кале Анџа од Калето управува. А послушници се комунистите, сегашната власт. Тоа било и за време на Југославија, кога послушници биле македонците на Белград, сега е на Кале Анџа, на Калето. Така да, тоа што се десава со споменици, со обележја, со институции, тоа е се спремено од Кале Анџа, од Америка, и е единствен спас за македонците и за Македонија е катаклизма, светска катаклизма. Да се надеваме дека нешто ќе стане таа катаклизма сега околу Украина и околу Тајван. Или па и на крај крајва ќе бидеме благодарни и Ној Ун од Северна Кореја да направи нешто. Да, мора да биде Америка на некој начин запрена во тоа што го прави во светот. Од сите што е НАТО? НАТО е најголемата терористичка организација во светот. Кој води војни? НАТО сегде води војни. Никој друг. Ако го нема НАТО, нема да има војни. Да се разбереме. Од Африка до Европа, до Азија, сегде води војните или води НАТО. Уствари Америка. Да се разбереме, Америка. Она на тој начин се одржава. Сега се почнува да се расклимува доларот, да се расклимува незината политика, тие ќе видат уште пострашни, уште повеќе војни ќе водат и ќе угнетуваат. Само спас е голема катаклизма, дали околу Украина, дали околу Тајван,
дали околу Северна Кореја да се спаси Македонија и македонците. Инаку нема спас, да се разбереме. Тоа е процес кој американците го водат немилосрдно секој ден. Да му кажам на овај исто прво, нема да има уставни измени. Дали е свесен он, нема да има. Ни сега, ни после избори. Сега, ни после избори, уставни измени нема да има. Ви благодарам господине за вашето јавување. Имаме уште 30 на секунди, само да ви поручитам уште една информација, дека во текот на овие 2 дена во официјална посета на Република Македонија ќе бидат поголем број странски делегации и од тие причини сообраќајот по сообраќајниците на поширокото централно подрачје на град Скопје ќе се одвива под услови на посебен режим на сообраќај, велат од МВР. Оттаму апелираат граѓаните да ги почитуваат наредбите што ги издаваат полициските службеници по сообраќајниците опфатени со посебниот режим на сообраќај. 7 часот и 30 минути и време е за вестите на Алфа телевизија. Останете со нас. По утринските вести, она што следува редовна наша содржина, а тоа е редовното вклучување во Автомотосојузот на Македонија, од каде што ќе се информираме за тоа каква е состојбата на патиштата низ Републиката и на граничните премини. Ова утро на линија од Автомотосојузот на Македонија го имаме господинот Дамјан Андреевски. Господине Андреевски, добро ви утро. Добро утро. Повелете. Ви благодарам. Утрешниот извештај, да го започнеме со информација до гледачите, дека почнувајќи од денес на патниот правец Блаце Скопје се воспоставува времен режим на сообраќај, конкретно во тунелот на нови патен правец, каде што поради изведување на градежни работи, санација на тунелот, сообраќајот ќе се одвива наизменично на десната страна на тунелот, каде што ќе има светлосна сигнализација и возилата ќе се пропуштаат наизменично. На останатите делови од државата, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози, што се однесува пак до интензитетот на сообраќај надвор од градските средини. После завршувањето на продолжениот викенд бележиме умерена фреквенција на возила, додека пак на граничните премини се расчисти метежот и изутринава немаме подолги задржувања за влез и излез од државата, освен се разбира оние стандардни предвидени за граничните административни работи. Како и секогаш, на учесниците во сообраќајот им препорачуваме прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и се разбира внимателно управување со возилата, особено на патиштата кои минуваат низ котлините и клисурите, каде имаме можност од појава на посетни одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. За вакви слични информации, гледачите може да не добијат на веќе добро познатите броеви 15555 или на бројот 196, доколку имаат потреба од помош на пат. Накратко, тоа би било се од Автомотосојузот на Македонија за ова утро, но некои патуваат им посакуваме безбедно учество во сообраќајот, а вам пријатен работен ден. Ви благодарам, господине Андреевски, за вашиот утрински извештај. Исто така и ние им посакуваме на сите наши гледачи, на сите оние кои што денеска одат заминуваат на пат, им посакуваме среќен пат и убаво и безбедно да си стасаат до својата сакана дестинација. И секако вам и на сите вработени во Автомотосојузот на Македонија ви посакуваме убав работен ден. Сакам уште една само информација да споделам со вас пред да продолжиме со трите теми ова утро. Како што ви кажав на почетокот, денеска по верскиот календар, Православната црква и нејзините верници го одбележуваат обезглавувањето на Свети Јован Крстител, празник познат и како есенски Свети Јован или Јован главоповедник. Денот кога Крстител бил маченик, поминува во молитва, воздржување и строг пост. Не се работи напорна работа, ниту на терен, ниту пак дома. Смртта на Свети Јован се случувала пред Великден, а празнувањето на 11 септември е воспоставено затоа што на тој ден била осветена црквата, изградена на неговиот гроб во Севастија од царот Константин и царицата Јелена. Според православните обичаи, на денот кога се одбележува обезглавувањето на Свети Јован Крстител, задолжително е да се пости и да се суши.
Православните сметаат дека на овој ден не е соодветно да се јаде или пие нешто црвено, бидејќи потсетува на пролеаната крв на Јован. Денес не е соодветно ни да се подигне нож. Во некои региони се внимава и децата на овој ден да не јадат црвено овошје и зеленчук, како на пример домати и црвени јаболка. Ете, тоа е во врска со денешниот празник, обезглавувањето на Свети Јован Крстител. Сега ги отвораме повторно телефонските линии за вас, почитувани гледачи. Нашите 3 теми. Денеска нов протест за случајот онкологија. Протестот ќе се случува денеска во 18 часот пред владата. Втората тема ни е Скопје како депонија. Ѓубре, смрдеа, уништени споменици, скршени плочи, вака ли си ја сакаме Македонија? И третата тема е каква слика оставивме пред светот. Фудбалерите ни го обелија образот со Италија, ама лошите услови на градски останаа сепак во фокусот на јавноста. Искршени столици, терен раскопан, терен некако каллив, така да се жалеа и фудбалерите, се пожали и селекторот на италијанската репрезентација. Добро утро, велам веднаш за првиот гледач во овој втор блок. Добро утро. Добро утро, повелете, во програма сте. Честитки прво до нашите фудбалери. Честитки. Али ние сме научени од пред 30 и кусур години. Затворивме фабрики, затворивме предпријатија, затворивме. Некна поздрав до Шабан Сейди, пошто комшија ми беше у бившом мало, немаше 105. Они немаат тогаш тие услови, али со напор, со желба, све се стиче. Што правиме со хигиена? Арно рече еден господи. Се собираше навече, а и посабајле цистерната переше улици. А онкологија, зашто ми го земат за кажаното? Само прочитат име и презиме, а ништо не реагират. И денеска сум на терапија, али на друго место. Тука ми е сумлива работа. Да не се тие дилери. Пази, многу господата велат, стара поговорка, рибата смрди од главата. Не, овде во онкологија од опашка па до глава. Тоа е наредба нивна. А јас знам што сум претрпел, што сум издржал сите овие 24 години. Активна фирма ни затворија со решења до ново вработување или пензионирање. Минимална плата на ниво на држава. Објектите постојат, али на жалост не постои ни ФАС 11. октомври, не постои ни алумина, не постои ни железара. Затоа ја упорно барам. Дајте ги тие стечајни управници у парламент, да видиме кој не направи, па какви Занзибар, како Бакрач, бетер сме. Дури не стаса правдата, корпус делихти, ке тонеме. А една држава без средна класа, без школство, без работничка класа, таа е мртва држава. Сегде у свет. Мислам, се извинувам на едниот господин, пошто јас сум црногорец, али тука сум цел живот. Добро, благодарам господине. 3 минути за вас истекоа. Ако имаме гледач на линија, велам веднаш добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Среќен и убав ден на цела Македонија. Нека е среќен и убав денот. Македонија не е среќна. Прво да ги поздравам фудбалерите и да му посакам многу напред во животот. Во Македонија се зададе црна чума.
Порано било црна се чума зададе до Удемир Капија, а сега црна се чума зададе на цела Македонија. Се што е државна институција, се уништија, се запустија, се рушат споменици. Дали размислуваат тие што се на врво? Што значи споменик да ти рушат? Да му го рушат споменикот на неговот татко, на неговот брат, на неговот најмил. Како би изгледало? Тие споменици се обележие на Македонија и на македонците кои мачно и мркотетно ја граделе ова држава, а они сега се изиграваат. Тури го во државна институција се однесува како да му е таткова имовина. Јас што ќе речам? Знаеш ли позад мене кој стоe? Знаеш ли мене кој ме држе? До кога вака македонски народе? До кога ќе молчим и ќе голтаме? Срамно за екологија, што се случува? Како не ги греј, не ги срам да ги умираат со сила луѓето? Па тие му ги вадат и органите, од кај знаеш што е? Отвори го човек, затвори го, почина на операција. Од кај знаеш внатре што направиле? Значи они немат гре, немат чувство. На прво место немат соодветни дипломи. Се е тоа купено, се е тоа со привилегии. Лежев во болница. Сестрата медицинска ми вика, што сакаш ти да не мислиш у А категорија хотел си? Ова е болница. Па личи на болница. Срамно за нашите професионалци. Срамно за нашите што се турени на одговорни институции. Министерската за труд и социјала вика, што се викуваат за поголеми пензии се вамаровци. Како не е срам? Неинте деца и неинте внуци играат со пари, јадат, шетат, пијат кај што сакат. А нашите деца како поминуваат? Прашува ли некој? На обичниот работник како поминуваат децата? Не! Туку само да дајме изрека. ВМРО е криво за воа. Не, народот е крив што не стане. Станите народе и вас една денчеви се десе воа. Не, викајте, шо ми е гајле ако умрел на тија? Господ му платил, ја гледам за мене. Не, и тебе може утре са бајлечето остане истото. Благодарам, господјо, за вашето утринско јавување. Добро утро, велам веднаш до следниот гледач. Добро утро. Добро ви утро, повелете. За сите вас во студио и за гледачите. Благодарам, поздрав голем до вас. Повелете, господине. Најпрво да поздравам нашите фудбалери, кои од се срце се залага и постигнаа успех. Така и понатака да постигнуваат успеси и верувам во нив. Ќе се сетам на младите години, кога нашите улици се чистеа не со камиони, овие што се специјални за ѓубре, туку со арабаџиски коли. Коњот ја влечеше колата и се одеше од канта до канта, кантите не беа волку големи, се чистеше Скопје. Скопје беше многу чисто. А тогаш исто се користеа и тие шмркови за да се измијат улиците. Сега може да кажеме дека многу сме напредни во тој поглед. Немаме такви коли, имаме камиони, меѓутоа камионите се веќе стари, застарени, улиците не се перат. И што да ви кажам? Кога човек дома е прљав, тој каде и да оди ќе биде прљав. Така е. Јас кога гледам некои телопи од телевизија за посебни градови, дали тоа на вести или на некоја емисија, толку ми е мило кога ќе видам чисти градојне и кога ќе упоредам нашето Скопје, стварно сме ние ѓубре од народ, да кажам. Не знам уште што збор да употребам, меѓутоа, ако ние не превземеме некои поригорозни мерки,
мислам дека не само вакви болести што сега ги имаме, ќе има и некои нови болести кои ќе дојдат од тука. Во врска со ова крадење на лекарства, јас мислам дека во сите сфери има крадење. Не само во лекарствата, туку и во трговијата. Еве, земете, одете вие на пазар да купите нешто, ќе ви украдат 100 грама. Дали тоа на некој начин, да не опишувам на кој начин, важно, тоа крадење влегло во крвта, во срцта кај нашиот народ. Вие да одите во странство и да пријавите дека е украдено, па верујте, ќе биде казнен тој што ви го продал тоа. Јас немам време, ќе ве поздравам и ќе ви посакам убав ден. Ви благодарам. Убав ден и на вас, господине. Ајде да кажем, да ви прочитам уште нешто во врска со ѓубрето. Алфа праша во град Скопје што се случува со исто така и со оштетувањето на мостовите, не само за ѓубрето, значи и за оштетувањето на мостовите и за сето она што не се одржува со години, исто така и лошата слика на плоштадот, од некогаш бел веќе станат сив, воопшто не се одржува и покрај ѓубрето испишани се со навистина неубави и недолични пораки и спомениците во главниот град Скопје. Алфа праша во град Скопје што се случува со оштетувањето на мостовите, но и лошата слика на главниот град и дали конечно некој ќе реагира, ама оттаму барем за сега нема никаков одговор во врска со ова наше прашање. Добро утро. Добро утро. Повелете. Добро утро. За лошава состојба македонска сите сме криви. Од што патриотизам немаме. Боли, многу боли од 30 годишнава некабожност во која сме. Што стана со нас? Зазарно, не знаеме. Така е, ошо само доносот, личниот интерес гледаме. За сплотеност, општествен интерес, поима немаме. Тоа е основниот проблем со кој играчка на душманското станавме до непостоење. Во нас е кривицата. Ошо на вреното место не му даваме. На секое поле од живењето, од гнасоти и невредности се давиме. Кој ќе потегне од никаквоства да излеземе? Каде е чистотата, патриотизмот, за гнасотиеве да ги победиме? Во секојдневието мое никако да патриотизмот да го видам. Благодарам. Господине, и на вас здравко за утринското јавување и за ова што ни го кажавте. Добро утро до следниот гледач. Добро, еве време толку беше, вие бевте Здравко и наш последен гледач за ова утро. Она што следува во продолжение, веќе ја имаме на линк наша табела, која што ова утро се наоѓа пред владата на Република Македонија и ќе ни каже неколку информации во врска со денешниот протест кој што ќе се случува во 18 часот. Бела, добро ти утро! Добро утро, Ирена, до тебе, до нашите гледачи, до колегите кои што се дел од тимот на Добро утро секое утро.
И додека во јужниот сосед се протестира за биометриски лични карти, против биометриските лични карти кои што сакаат да им ги воведат, кај нас се протестира за скандал во здравството. И тоа не било каков, туку од најшироки размери. Станува збор за скандалот кој што се случи на онкологија и во кој што директно се засегнати голем број на граѓани, со кои што дел од вработените во оваа клиника манипулирале не се знае колку на време директно. За жал, голем број од семејствата загубија многу луѓе поврзани со оваа тешка болест. Протестот кој што го спомена и ти е закажан и за денеска во 18 часот. Се работи за неформално здружување на граѓани под слоганот протест против убиството на онкологија. Закажано е во 18 часот со појдовна точка одовде пред владата. Граѓаните овде ќе го покажат револтот, незадоволството, ќе го покажат гневот и бунтот кој што го имаат кон властите за изминатиот период за сите случувања поврзани со здравството. Потоа, одовде, ќе се упатат кон зградата на основното јавно обвинителство. Ќе потсетиме дека на 4 септември, минатиот понеделник, се одржа првиот протест во организација на оваа неформално здружение. Тие исто така започна одовде од владата со црвени раце и испишува пред тротоарот, пред владата, различни пароли и епитети со поградни зборови упатени кон властите и кон вработените кои што се дел од ова криминално здружување кое што се случувало изминатиот период во клиниката за онкологија. Она што можеме да го забележиме, нема веќе траги од црвените испишани букви, но граѓаните кои што се дел од оваа организација повикуваат денеска повторно сите да дојдат и да се придружат кон нив. Кога се работи за тоа, тие воедно бараат одговор на едно прашање. Тие велат дека до нив стигнуваат информации дека поранешна директорка на клиниката за онкологија се уште вработена во оваа клиника била вмешана во овој криминал. Тие бараат одговор од основното јавно обвинителство дали е ова вистина и дали е покренат судски протест против оваа директорка. Воедно на протестот кој што се случи минатата недела, минатиот понеделник, овие граѓани повикаа дека доколку основното јавно обвинителство за една недела не излезе со никакви детали поврзани со овој случај, повторно закажуваат ултиматум, повикуваат на ултиматум, односно поставија ултиматум уште тогаш дека за една недела точно ќе излезат повторно на протест. Ќе ги цитирам кога се работи за нивните информации. Тие велат според нашите информации во шемата каде што пациентите плаќале и до 4000 евра лек, била инволвирана и поранешна директорка на клиниката за онкологија. Оваа директорка во минатото добила кривична пријава за злоупотреба на службената положба и овластување поради предизвикана штета на клиниката за онкологија од неколку милиони евра. Најстрашно што токму оваа директорка се уште работи на клиниката, велат од неформалното здружение на граѓани протест против убиството на онкологија. На протестот минатата недела излегоа најголемиот број на граѓани кои што директно се засегнати со овој случај, семејства кои што за жал ги загубиле своите најблиски пријатели, познаници поради тешката болест. Излегоа и онколошки пациенти, но и беа поддржани од голем број на граѓани кои што се згрозени од овој немил настан кој што ни се случува, од овој грозоморен чин кој што ни се случува во државата. Најголемиот скандал кога се работи за она што ја тресе јавноста, најголемиот скандал кој што му се случил на македонското здравство досега. Воедно ќе нагласам дека пред неколку дена се огласија и здравствените работници од независниот синдикат кои што велат дека го поддржуваат протестот и дека и тие ќе излезат и ќе им се придружат на овие граѓани и дека бараат што поскоро да се излезат со имиња и презимиња и да не се ставаат во кош сите здравствени работници, затоа сакаат да го поддржат
овој протест со цел што поскоро основното јавно обвинителство да излезе со конкретните имиња и презимиња на тие 10, 20, 30, 50 луѓе кои што биле инволвирани во случајот, нагласуваат од независниот синдикат на здравствени работници. Обвинителството и полицијата на 1 септември влегоа во клиниката за онкологија и се уште се треса документацијата, се уште процесот е во тек, од тогаш поминаа 11 дена, јавноста се уште нема никаков детал поврзан со овој случај, а постојано има притисоци токму кон основното јавно обвинителство конечно да излезат со некаков став поврзан со овој случај. Оттаму пак за јавноста велат. Јавното обвинителство не делава посочи дека го разбираат интересот на јавноста за овој предмет и дека во оној момент кога ќе се стекнат објективни услови без да се наруши текот на постапката, соодветно ќе информира за сите резултати од преземените дејства. Ирина, немаме премногу време, 8 часот е кусо, тоа е она што сакав да го кажам во овој линк, поврзан со протестот кој што денеска со почеток во 18 часот започнува овде пред владата и ќе продолжи кон основното јавно обвинителство. Благодарам, навистина даде детални информации за она што ќе се случува денеска. Ние се гледаме со тебе малку подоцна во второто линковско вклучување, а ние, почитувани гледачи, одиме со блок реклами и веднаш потоа следува првиот разговор за ова утро со доктор Дејан Трифуновски. Ке зборуваме за оралното здравје и денталната хигиена. Останете со нас. Назад сме повторно во студиото на Алфа телевизија. Време е за првиот разговор ова утро. Наша прва утринска тема е дентална хигиена и оралното здравје. С повеќе информации на оваа тема со нашиот утрински гостин, човекот со кој што ќе ја отвориме оваа недела, оваа работна недела понеделнички, доктор Дејан Трифуновски, доктор по дентална медицина. Доктор Трифуновски, добро ви утро. И добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа. Ви благодарам за поканата и им посакувам убаво утро и убава работна недела на сите ваши гледачи. Ќе отвориме оваа недела со една убава, навистина и корисна тема за нашите гледачи. Тоа е денталното здравје и оралната хигиена. За почеток едно рутинско прашање: од кога е потребно да почнеме со посета на стоматолог? Од која возраст? Како деца? Да. Благодарам за прашањето. Оралната хигиена е многу важна заради тоа што една од најважните работи е тоа што го внесуваме во нашиот организам за да можеме да имаме чист еден организам и на чиста средина, а нормално како се вика во секој момент треба, како се вика, родителите да внимаваат на тоа што внесуваат, а нормално тоа за тоа се задолжени нутриционистите, а едно од најважните прашања кога треба да се почне со стоматолог, тоа е со никнење на првите млечни зъби, што се случува во отприлика околу 6-тиот месец кај новороденчето. И што треба да се употребува? Треба да се употребува 1% хидроген или може исто така бетадина да се употребува со стапчиња за уши, обично може да се употребува, да се чистат после употреба на како се вика, доколку е доенче, доколку се употребува исто дохрана, исто така да се исчистуваат, како се вика, површините на забот. И исто така, што е исто многу важно во таа возраст, значи треба да се употребуваат оние гумички со кои што треба да се користа за да може, тие се точно така направени според возраста, таму каде што никнат зъбите, детето си игра заедно со родителот, на тоа место едната цврста површина е гумичката, другата цврста површина е забот. Како си игра детето, така му возможува полесно никнење на млечните зъби. На млечните зъби. Значи да не се чека сите зъби да изникнат, туку како што кажавте, веќе со никнувањето на првите запчиња веќе потребно е да се посети за прв пат стоматолог, а со тоа и детето би стекнало стоматолошки навики, нели? Да, исто е многу интересна работа, бидејќи нели нормално и родителите доаѓаат, тоа се зема и една, да речам, се вика хетероанамнеза, бидејќи нормално не комуницира детето преку родителите и со самиот преглед и на родителите, од прилика генетски може да се одреди дали, например, или на едниот или на другиот, или на што би требало да се внимава во иднина и се прави една прогноза како треба да се однесуваат родителите во поглед на исхраната или доколку, например, би имале некои аномалии, тоа
во никнењето на зъбите, поставеноста на вилицата, да се внимава за детето, за на време превентивно да се делува со низа чекори, за да не мора, пример, да се доведеме во ситуација да мора да се носат фиксни протези, кои што, например, би ги оптеретили економски родителите, а и нормално, со самиот тек на растење има низа дело кој што спаѓа во специјалноста на детска и превентивна стоматологија или ортодонција, кој што е ортопедија за вилици. И на тој начин, со тој почетен преглед, ние би делувале превентивно и многу олеснително, и има и, како се вика, некои други работи, што мислам дека навлегуваат во таа специјалност, не би ги спомнувале, помагала се викаат, кои што се применуваат кај децата, кај што има основа, но ете, кажуваме дека тој првичен преглед или тој контакт со стоматологот, соматичниот стоматолог би можеле да ни помогне во иднина многу. Понатам. Што се подразбира под орално здравје и дентална хигиена? Па оралното здравје е, да речам, оној дел на устната празнина до тонзилите, до грлото. Од таму натаму, значи и уште многу еден важен момент, што мислам дека треба и општите, ние спаѓаме, значи, во примарна медицина. Во примарна медицина, значи, има 3 типа на лекари, а тоа се матичен стоматолог, матичен гинеколог и исто така педиатрите, се подразбира. Многу важно да се знае дека устната средина не е внатрешна, не е надворешна, таа е внатрешно надворешна. Од тензилите надоле, од грлото е внатрешна средина. И многу треба да се внимава и нормално хигиената заради тоа треба да биде на високо ниво, заради тоа што све ние што внесуваме може да се внесе во организмот и тоа исто така да има репрекусии, да речам, на гастроинтестиналниот тракт. Значи, а во нашата устна празнина имаме тврди ткива кои што се зъбите и коските и меки ткива кои што е, да речам, оралната лигавица. Негувањето на тоа, бојата треба да биде светло-розова, укажувањето на таква појава кажувана е на здрава средина. И хигиената исто така ја одредува, да речем, матичниот стоматолог, да, кој што многу влијае во поглед на оралното здравје. И тука спаѓа, да речем, и користење на течности, кој што спаѓа да е во еден дел на нутриционизмот, но еве и во првите посети кај стоматологот не се прави интервенции директно кај детето, туку општо се кажува и каков тип на исхрана и, да речем, и суплементи кои што еве, не знам, заедно со педиатрите и заедно со фармацевтите се одредуваат во поглед на тоа какви суплементи, додатоци треба и каква основна исхрана треба. Еве би го спомнали и млекото, кој што е исто многу важен дел, кој што е суставен дел, нели, калциум содржи и доколку се користи млеко, нормално ако нема некоја алергија кај децата, тоа исто така, би имале ни еден, да речам, локомоторен, не само кај вилиците и кај зъбите, и во целиот наш скелетен систем. И сите наши тврди ткива кои што спаѓа и рскавицата и другите делови. Стоматологијата е широка гранка, нели, опфаќа повеќе субспецијалности. Во интерес на времето, а сакам да им објасниме на гледачите, бидејќи нас не следи и малку повозрасна популација, да позборуваме малку за протетиката. Да. Би ги спомнале, само би ги набројале од прилика кои... Дека јас само би ја замолила режијата, ние имаме и фотографии, баш поврзани со протетика, па додека разборувате за ова, може да одат фотографиите во позадина. Да, само накратко би спомнале дека стоматологијата како гранка, еве, не знам, малку има стигма вака на светско ниво за стоматолозите, дека се надри лекари и дека само делуваат само на устната празнина. Не е така. Значи, стоматолозите, да речам, ги учат скоро сите медицински испити, еве, нашите студии беа 6 години, и скоро сите медицински гранки. Во стоматологијата има детска и превентивна, која се занимава тоа што го спомнавме. Ја спомнавме исто ортодонцијата, тоа е ортопедија за вилици и вратот, за исправање на детските зъби. Потоа има протетика. Во протетиката се дели на две полиња, има фиксна протетика, во таа спаја, значи, коронки и мостови, кои што се ставаат, и мобилна протетика, во таа спаѓаат парцијални и мобилни протези, кои што... Зборуваме за повозрастни, за возрастни популација, така не е веќе за деца, туку е за возрастни. Да. Ова да, од прилика сега се случува и кај некои пациенти да има ради парадонтозата, да има губиток на зъбите во рана возраст, некогаш во средна возраст, поради стрес, исто така и генетска предодреност може да има, но тука е протетиката која што помага, како да речем, да се надоместат тврдите и меките ткива, особено тврдите ткива, а тоа се зъбите и коската, која што е изгубена
и нормално, за да може ние најнормално и да зборуваме и најнормално да се исхрануваме. Без тоа, без како се вика надоместување, настануваат дополнителни проблеми кои што да речеме ете храната што нема да се може да се обработи во устната празина, ја обработува желудникот, па на тој начин како се вика он се програмира да лачи поголема количина на киселина, па таа киселина ја нагризува слузницата и сега не навлегуваме тоа е во гастроентерохепатологија, во тој дел. И сега би спомнале конкретно за протетиката. Услови, кога може например така и третман и терапија. Да. Накусо да објаснам. Да. Кога например ние би требале да се пријавиме еве например би најосновна работа и кај младите луѓе и кај возрастните доколку би имале фрактурирање на зап. Фрактурирањето на забот доколку би било во нивото на лигавицата, тогаш е време да се посети протетичар. Тоа е таа специјалност која што тоа го третира и например би се лекувал коренот, кој што и ве спаѓа, не ја спомнавме, таа е посебна област која што се вика ендодонција, која што се занимава со лекување значи на каналите и потоа се оди на протетичар. Протетичарот е тој например што прави надомест, например со дентални колчиња, има од разни типови, има метални, има фиберглас колчиња кои што се вметнуваат внатре во каналот кога е тој лекуван и над него значи се обработува забот и над него се става навлак. Доколку например имале вадење на зап во кој што се занимава оралната хирургија, тогаш исто од прилика после 7 до 10 дена треба да се пријави кај протетичарот кој што делува на тоа да ги речам обработи. Еве доколку би кажале сега за еден зап, би се обработиле 2 заби, тие се прават како забни трупчиња, па се зема отисок и потоа се праќа тоа во лабораторија, во техника, каде што забните техничари тие ги подготвуваат, од кога ќе бидат готови. Например има сега разни мостови кои што например користиме од метал, керамика, мостови, има и циркониум мостови кои што се изработуваат директно. Тие да речам еве Холивуд или порано од некое време кои што се интересни и атрактивни например за тие кои што работат во шоу бизнисот порано, сега веќе ги користат бидејќи нели како доаѓа технологијата, се произведуваат тие машини кои што например таа CNC машина која што делумно учествува техничарот, се обработуваат компјутерски, кога ќе се земе отисокот и потоа самата таа машина го обработува, го прави забот и потоа се носи, например, ете се интересно дека може од прилика негде за 120 минути да се направи еден зап. Претходно другата технологија претходно што се користеше е малку да речам подолг процес, кој што први се подготвува да речеме металот, па потоа се подготвува тој горниот дел и може да се спомне интересно дека температурата на која што се прават забите, кои што се обработуваат во лабораторија е близу 1000 степени. Но тој материјал, само што да спомнам, дека е околу 1000 степени биокомпатибилен, значи не предизвикува порцеланот, не предизвикува никакви алергии и никакви проблеми и затоа е толку долго време употребуван. Значи да резимираме дека по губење на зап од било која причина, после отприлика до 10 дена, потребно е пациентите да се јават кај протетичар за да се надомести таа загуба, како што кажавте. Да, во едниот случај. Сега само контролите колку треба да бидат чести по третманот и терапијата, во интерес на времето имаме уште многу малку. Би заокружили например сега отприлика со мобилните протези и со парцијалните протези. Парцијални протези користиме на тие места кај тие пациенти што имаме веќе некои останати заби, а кај тие што имаме комплетен губиток на забите, значи тогаш користиме тотални протези. Од кога ќе се направат тоталните протези, од прилика би било убаво на 6 месеци до максимум година дена да се доаѓа на контрола. Зошто на тој начин, значи се гледа каков е губитокот на коската од кога ќе се постава. Доколку има поголем и побрз губиток на коска, тогаш се пристапува или например ако има вадено заби, а директно е правена протезата, после да речам 10 дена обавезно, задолжително, после 6 месеци се прави ревазација. Значи се доаѓа пациентот, лежиштето на протезата во горната и во долната вилица треба да се потполни. Тоа се вика ревазација со материјалот исти за да може да таму каде што се отприлика од кога се извади зап, мекот ткиво да се содаде треба 3 месеци, тврдо ткиво треба 6 месеци. И тогаш не би имале да речам луфта или празен простор во кој што би можеле да
да им испаѓаат на пациентите протезите или да настануваат при самото зборување или при мастикација, при џвакање, при оброците, да настанува повреди при пријадење. Да, во внатрешноста. Доктор Трифуновски, тоа е времето предвидено за нашиот разговор. Широка тема е стоматологијата. Ќе останеме и понатаму во комуникација и во контакт за определени теми да ни гостувате овде во утринската програма. Кратко заборив дека контролата кај децата треба да се случува на 3 месеци. Ви благодарам за поканата и на сите верници кои го слават православниот празник Свети Јован и му патувам честитки. Благодарам уште еднаш за вашето гостување ова утро. Останува можност да се видиме во некоја наредна прилика за некоја посебна тема од областа на стоматологијата. 8 часот и 30 минути, почитувани гледачи, време е за вестите на Алфа телевизија, а веднаш потоа следува и вториот разговор за ова утро. Останете со нас. 8 часот и 44 минути. Повторно сме назад во студиото на Алфа телевизија. Продолжуваме со утринската програма Добро утро секое утро. Време е за вториот разговор ова утро. Како што ви најавив на почетокот на емисијата, ова утро ќе зборуваме за нешто многу корисно и многу корисни и теми и еден многу користен проект од центар од Црвениот крст на град Скопје, а наша и ваша гостинка ова утро е Елеонора Андонова, координатор на проектот Дневен центар за стари лица и Центар за давање помош во домашни услови. Елеонора, добро утро. Добро утро и ви благодарам за поканата. Утринската програма, така е. Кажавме дека корисни проекти, Дневен центар за стари лица и давање помош во домашни услови. Ајде прво за првата услуга која што ја дава Црвениот крст на град Скопје, Дневен центар за стари лица. Од кога постои, која му е целта и која му е главната активност? Така, во рамките на Црвениот крст на град Скопје од 2011 година активно функционира проектот Дневен центар за стари лица и Центар за давање помош во домашни услови. Главната цел е развивање на форми на воинституционална заштита, како и грижа и здравствена заштита на стари изнемоштени лица. Имаме исто така, значи, тоа е вториот, имаме два дела, односно Дневен центар за стари лица и Центар за давање помош во домашни услови. Имаме 3 дневни центри на територија на градот Скопје, тоа е во Домот за хуманитарни организации Даре Џамбас, во Општинска организација Црвен крст Чаир и во Општина Сарај. Значи на 3 локации. 3 локации. Сега од кога постои овој дневни центри, од кога постојат? Од 2011 година се отвори првиот дневен центар. Оваа година славиме 12 години во дневниот центар во Даре Џамбас. Подоцна 2-3 години се отвори дневниот центар во Општинска организација Чаир и во 2016 година се отвори дневниот центар во Сарај. Сега кои се активностите на овој дневен центар? Еве веќе одат и фотографии од вашите центри. Наменете за стари лица, од која до која возраст? Значи, дневниот центар е отворен за сите стари лица, значи лица над 60 години. Значи не мора да се само пензионери, така? Не мора да се само пензионери, значи над 60 години. Едноставно сакаат нивното слободно време да го поминат во овие дневни центри, да се дружат со нивни врсници и можат да дојдат во дневните центри. Отворени сме секој работен ден од 9 до 15 часот, каде што тука исто така може да си дојдат, да се напијат кафенце, да играат шах, карти, домино, игри за социјализација и да се запознаат со нивни врсници. Исто така имаме и месечна програма на активности, каде што тие активности ни се многу актуелни, буквално ги имаме од понеделник до петок. Во вторник и во петок имаме најактивна активност, тоа ни се чиконг вежби. Тоа се вежби за релаксација на телото и подобрување на енергијата на лицата во трета доба, заедно со волонтер Роже Дуан Ван Хај, каде што тој е виетнамец и тој е обучен тренер за чиконг вежбите. Исто така имаме сликарски работилници секој четврток, имаме часови по танцување во среда, како и креативна работилница, работилница за шиење, работилница за плетење. Исто така организираме и многу хуманитарни базари, каде што на овие сликарски креативни работилници, шијачки работилници, работилници по плетење на хуманитарните базари се изложени, каде што нашите корисници се волонтери. Многу ќе можете да ги видите во моловите со знакот на
Црвен крст, каде што тие се позади штандовите на Црвениот крст и тие ги продаваат нивите сработени дела, а потоа парите се донираат за социјално ранливи стари лица. Тие што немаат пензија или едноставно што не може да си набават лекови или да си обезбедат храна. Ова е навистина многу убава активност и за повозрастните, за старите лица, како што кажувате, од 60 години. Како може да ве најдат? Рековте, отворени сте за сите, буквално за сите. Дали е потребно да се исполнуваат некои услови, освен старосната граница? Значи, може да не побараат во дневните центри, во Даре Џамбас, во Чаири, во Сарај. И едноставно, тука со социјалните работници, каде што во секој дневен центар имаме 3 социјални работници, каде што се одговорни за програмските активности, како и за корисниците. Ќе се направи еден картон, каде што тие веќе стануваат наши членови. Едноставно, само да имаат желба, волја и да сакаат да си го поминат слободното време корисно, треба да се обратат во дневните центри. Одлично. Навистина одлична информација. Да се обратат кај вас. Каков е интересот на старите лица? Значи, веќе постоиме 12 години. Имате секој ден активност, и тоа од различни области. Што најмногу ги интересира? Најмногу ги интересира чиконг вежбите. Можам да кажам дека тие не се многу актуелни, но исто така и креативната работилница, сега веќе и часовите по танц. Веќе сме во преговори од септември месец да почнеме и со часови по англиски, така да... Па зошто да не, никогаш не е касно да се учи. Така. Часовите по танц, кој ги одржува? Имаме тренер, каде што тој ги одржува, Ѓоко Вешовски, каде што тој ги одржува часовите по танц. Да напоменеме само, отворени се дневните центри од 9 наутро до 15 часот, сабота и недела? Работен ден. Не, така. Работен ден. Работен ден, додека не работа вашиот тим. А кога сме веќе кај тимот, да споменеме, тоа се веќе обучени лица од Црвениот крст, кои што работат со овие стари луѓе. Кој го сочинува тимот и колка ви се групите? Колку групи, колкава е бројката која што наеднаш можете да ја примите во тие простори? Така, како што реков, значи тимот е дипломирани социјални работници. Во секој дневен центар има одговорно лице. Секогаш значи се надоградува тимот со различни обуки, семинари, конференции и слично. Значи можам да кажам дека нашата дата база брои повеќе од 3000 корисници. Пред ковидот бевме актуелни, за време на ковидот значи дневните центри беа затворени, но можам да кажам дека врвот го достигнавме после ковидот. Значи посетеноста ни е многу зголемена, значи на дневна основа дневните центри, трите дневни центри ги посетуваат повеќе од 70 стари лица, каде што се вклучуваат во активностите на дневните центри. Одлична бројка, тоа значи дека им недостасувало дружење и социјализација, нели? Да. Сега да позборуваме малку и за вториот проект. Тоа е давање услуги во домашни услови. Сега овдека претпоставувам треба да се исполнуваат веќе некои критериуми. Значи не е наменето за сите стари лица или може би грешам? Наменето е за лица над 65 годишна возраст. Значи веќе да кажеме пензионери. Пензионери, така. Значи вториот дел од проектот е домашни услови, каде што 5 медицински сестри и 5 волонтери посетуваат стари изнемоштени лица во нивните домови. Каде што медицинските сестри се задолжени за здравствено превентивните активности, односно мерење на притисок, шеќер, здравствени совети, следење на терапијата, контакти со матичните лекари, доколку е потребно придружба до лекар и слично. Доколку пак нашите волонтери се задолжени за моментот за социјализација. Доколку е потребно да се заврши некоја административна работа, доколку е потребно пазарување, доколку едноставно сакаат заедничка прошетка да си направат каде што си живеат старите лица. Да не бидат сами, да бидат во придружба, така? Така, Така да вториот дел е за понеактивни стари лица, каде што едноставно медицинскиот персонал и волонтерите ги посетуваат во нивните домови на територија на градот Скопје.
сепак да се направи една разлика, да не помешаат гледачите, дека овие медицински лица не даваат диагноза, Точно, туку се точно. тие тука да помогнат, како што кажавте, да Мерење на шекер, притисок, здравствени совети. Да помогнат можеби околу ординирање на терапијата, така? Значи ништо околу давање диагноза и сето тоа, туку можат и да бидат како придружба до некоја здравствена установа. Точно така. Дали е потребно да се приложи некоја документација? Кај вас, дали оваа услуга се наплатува или е бесплатна? Самиот проект, значи, ние работиме на принцип на донации, така да сите услуги, дневните центри за стари лица и домашни услови се бесплатни. Едноставно, граѓаните што се заинтересирани, пензионерите, лицата во трета доба, што сакаат да се вклучат во дневните центри, може да се обратат во дневните центри, а тие што сакаат во домашни посети, може да не контактираат на телефонскиот број 071 369 909 и едноставно или да дојдат членот на нивното семејство да дојде во дневните центри, каде што ние ќе направиме една проценка и подоцна веќе медицинската сестра и волонтерот ќе ги посети во домашни услови. Потребна е документација некоја? Да се донесе дека... Лична карта. Само лична карта. Мислев некоја медицинска документација? На проценка кога се оди, значи од страна на социјален работник и медицинското лице, на проценка се прави увид во домот на старото лице, така да тогаш ќе треба медицинската документација. Така. Сега покрај тоа што давате и медицински, да кажам, совети повеќе и услуги, нели? Меѓутоа не диагноза. Постојат и волонтери, како што напоменавте, кои што вршат пазарење во домовите, шетање, посета. Колку време во денот може да бидат волонтерите во еден дом? Така. Значи, медицинските сестри и волонтерите, значи, ги посетуваат старите лица во нивните домови еднашка во неделата. Медицинската сестра се задржува од прилика од 30 до 1 час во нивниот дом, доколку пак волонтерите можат 1 час, 2 часа, зависност нели од потребата. Исто така еднашка во неделата. Една медицинска сестра има околу 40 корисници, некогаш и 50, зависи нели од потребата, а доколку пак волонтерите имаат од под 5 корисници каде што ги посетуваат во домовите на старите лица, затоа што не секој корисник од домашни услови има потреба од пазарување, затоа што некој си живее едноставно и со својата фамилија. И тоа сакав да прашам, дали е потребно корисникот на овие услуги да живее сам или може да живее со фамилија? Значи или сам или со својот брачен другар, но доколку секако нели има видиме на проценката дека има потребна старото лице да биде посетувано од наша страна, секако дека ќе биде обслужено. Претежно сите корисници, односно потенцијални корисници се обслужуваат. Колку корисници имате во моментов? Околу 200? Во домашни услови имаме 200 корисници. Да. Сакав да прашам колку оваа услуга важи само од понеделник до петок или важи и за викенд? Од понеделник до петок, исто како дневните центри. Од 9 до 15? Од 8 до 16 Од 8 до 16. Да. Значи во едно работно време. Така. Но може и порано заради тоа што медицинските сестри претежно имаат корисници каде што нели се шекераши, така да шекерот се мери наутро, така да може некогаш и медицинските сестри да ги видиме на терен од 7 часот. Уште порано. Каков е интересот за овој проект? За оваа услуга претпоставам дека е голем. Значи буквално имаме и листа на чекање каде што треба да се обслужат корисници. Значи постоиме веќе 12 години. Јас како што викам не сме веќе проект, веќе ние сме социјален сервис. Каде што 12 години не се малце. И се надеваме дека одзивот ќе биде уште поголем и секако нели имаме обучен кадар каде што ќе може да обслужи све. Сакав да прашам, рековте двата проекти, веќе рековте дека се 12 години се социјален сервис, интересот е голем. Може ли уште нешто да го споменеме телефонскиот број за бидејќи верувам дека има луѓе кои што можеби и првпат слушаат дека постои ваква услуга од Црвениот крст на град Скопје, уште нешка телефонски број? 071 367 909 или 02 3228 347. Значи нови броеви може да ве контактираат за сите подетални информации, им стоите на луѓето на располагање. Сакав да прашам, кој ви е највозрастниот член во дневниот центар?
Така, значи имаме... Рековте од 60 години, ама кој е највозрастниот? Имаме 90 годишна корисничка, каде што таа активно ги посетува активностите во дневниот центар, поготово актуелна е на креативната работилница и на сликарската, така да 90 годишна корисничка имаме во дневниот центар. Сега уште едно прашање ми се наметнува тука околу приборот. Нели рековте дека имате и креативна работилница каде што се слика. Приборот си го носат корисниците, односно посетителите, или го давате вие на користење? Доколку се слика, нели, потребно е тука материјали за сликање. Одговорните во дневниот центар на месечно ниво прават набавка на материјали што се потребни за активностите, така да буквално корисниците треба да дојдат само да имаат желба да учествуваат во активностите, а ние буквално све им даваме. Дали тоа било материјали за креативна работилница, за сликарска работилница, дали било за шијачка работилница, едноставно само треба да имаат желба. Желба за посета и желба за дружење, предпоставувам, организирате празници, дали си ги чекате, еве, Велик ден, Нова година, дали околу тоа има секогаш ги организираме празниците, не само празници, туку и славиме родендени на наши корисници. Исто така организираме и многу концерти, многу хуманитарни активности, така да многу активности за лицата во трета доба. Значи секој што едноставно сака да се вклучи во активностите, едноставно да не се го поминуваат пензионерите дома слободното време, туку може да дојдат корисно, да дојдат во дневните центри, едноставно да се вклучат во некоја од активностите. Уште една работа ми се наметнува овде. Кажавме дека првиот проект не се наплатува, нели? Каде што е на во дневните центри, дали оваа услуга во домашни услови се наплатува? Бесплатно е. Значи, како што кажав, дневниот центар за стари лица и центарот за давање помош во домашни услови е бесплатно. Ете така. Да не има уште нешто што сакате да кажете за крај? Фала ви на поканата. Мислам дека потфативме се, ама еве нешто ако можеби изумив да ве прашам, а сепак сакате како порака да им пренесете нашите гледачи. Пред се фала ви на поканата и ги поканувам сите лица во трета доба да ги посетат дневните центри или доколку едноставно некој од домашни услови има потреба, слободно може да не контактира и секако ние ќе ги посетиме. Елеонора, благодарност голема ова утро што бевте наша гостинка. Се гледаме во некоја наредна прилика, бидејќи Црвениот крст на град Скопје има секогаш многу проекти и ви благодариме што секогаш сте наши гости. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, а она што следува во продолжение на денешната програма е повторно линковско вклучување. Ова утро нашата Бела е многу вредна, веќе ја имаме на уште една локација. Бела, добро ти утро! Повтор пат. Добро утро уште еднаш, Ирина. Гледам одлично се држиш со оглед на тоа што не си наспана. Немав прилика преска да споменам, но да ти честитам за победата на Ноле. Благодарам. Нашите гледачи и таа возбуда. Да, нашите гледачи еве не знаат, ама јас сум голем фан на Новак Џоковиќ и токму вчера со Бела убаво си разговаравме, ми вели добра ноќ и јас кажувам, иако легнувам многу рано, денеска ќе останам до раните утрински часови, можеби воопшто нема да спијам, бидејќи си ја прославував победата на Новак Џоковиќ и си го гледав. Како и да е, Бела, да се вратиме на нашата утринска тема, она каде што си ти ова утро, она што ќе се случува на 17, нели, идната недела, односно сега во недела. Пред да го најавиме, извини Ирена што ќе те прекинам, пред да го најавиме, сакам да прашам колку голем љубител си ти на животните и дали имаш домашно милениче? Јас сум љубител на животните, во моментов немам домашно милениче, меѓутоа чував куче, убава и ретка раса, шкотски териер, го чував 13 години и некако многу сите си го сакавме како член од семејството и после таа загуба некако не можам повторно да се одлучам за да чувам, ама никогаш не вели никогаш, како велат. Јас знам, Бела, дека имаш и ти мачор, така, дека си љубител на мачињата. И папагалче. И папагалче, ете така. Сега да го најавиме она што ќе се случува, тоа е единствен во регионот и за прв пат во регионот се случува Pet Fest. Во право ли сум? Така е, Ирина.
Ова беше едно интро, зборуваме за животните со цел да најавиме еден навистина интересен настан кој што се случува за прв пат овде кај нас и со гордост можеме да кажеме и да се пофалиме дека од викендов ќе имаме нешто што е оригинално, уникатно во регионот. Се работи за Pet Fest, фестивал кој што ќе се случува токму на оваа локација каде што се наоѓаме во моментов. Ние се наоѓаме во градскиот парк кај сцената Лепеза или летната сцена во градскиот парк, почитувани, но за да не погрешите, доколку сакате да бидете дел од овој фестивал кој што ќе се случува на 17 септември во недела. Можете да одите на Google во пребарувачот и да ги најдете сите подробности поврзани со програмата која што многу убаво е изорганизирана. А во продолжение, чести задоволство ми е што ќе имам прекрасни гости, веќе можеби ги гледате во кадрот. Доктор Димче Велковски, ветеринар од ветеринарен центар е заедно со нас. Тука е и Трајче Китановски, тука ни е и Хари. Ќе ви посакам добро утро на сите. Добро утро на гледачите на телевизија Алфа. Ми е особено чест и задоволство да видам овде со вас. И на наше огромно задоволство е што ве имаме заедно во програмата. Вие сте дел од организацијата на овој фестивал, докторе. Да започнеме од почеток. Што е она што ќе им го понудите овде на оваа сцена на нашите граѓани? Група ентузијасти, значи правни лица во несебична логистика на град Скопје и на сите јавни комунални предпријатија, што се на градски сообраќај, паркови, зеленило, имаше лајка, како да, и други имавме одлична симбиоза, одлична соработка со тоа што решивме да организираме еден настан кој што ќе има едукативно забавен контест. Започнува во 11 часот на 17, завршува негде во 19 часот навечер со проекција на еден документарен филм под наслов "Дивите животни не се домашни миленици". Значи, учествуваат многу еминентни и фирми и поединци кои што се сериозни чинители на животот со животни во Македонија. Така да мислам дека ќе биде забавно и убаво. Докторе, ова е еден семеен настан, буквално за сите генерации, ќе ги сплотите и ќе ги соберете повеќето семејства овде кои што ги љубат животните, кои што сакаат животни, но има и многу интересен едукативен карактер. Има интересни сегменти кои што за најмалите се одличен предизвик за да се запознаат со светот на животните. Мислам дека се започнува од раните, од најмалите години, од мали нозе. Доближувањето на животните и луѓето се едноставно нераскинлив дел и ние сме составен дел на природата. Така да е прекрасно да се објасни дека животните се составен дел. Оние што имаат можност да чуваат животни, тоа е прекрасно. Оние што немаат, може да бидат посетители на зоолошката градина или на лајка или на некои други центри каде што може да имаат непосреден контакт со нив. Гледачите на Алфа телевизија имаат прилика и можност за прв пат да слушнат за овој настан. Прво телевизиско представување на наше огромно задоволство за програмата која што ќе се случува токму овде во недела. Може ли да одгатнеме што ќе има на програмата? Може ли да ни доловите малку што ќе се случува поточно овде? Стварно тоа е обимна програма. Пак ќе кажам, доста чинители, например, ќе дојдат од службата од центра за на МВР, на Министерство за внатрешни работи, каде што кучињата ќе имаат показни вежби и да им се приближат на децата што уствари тие кучиња работат на работа секој ден. Ќе имаме ликовно катче, ќе имаме неколку наградни игри, ќе имаме представување на луѓе кои што го овозможија овој настан да биде на ниво, значи ќе има представници од фирми кои што ќе дадат подршка и ќе дадат некој едукативно значење. Меѓутоа, околу таа едукација може да споменам дека училиштето, средното градско училиште, значи браќа Миладиновци, кои што имаат дел и ветеринари, ќе бидат тука и ќе се представат со некои своји секојдневни активности во училиште што работат. Да, и на идните генерации ќе им покажат што значи да бидеш во иднина ветеринар. Секако така и тоа е еден дел оној кога го збориме едукативен и образовен, освен што ќе биде забава. Од делот на забавата ќе има ликовно катче каде што сите деца ќе можат да бојаат, да играат. Тука ќе има многу маскирани учесници, нема да открием кој, меѓутоа ќе биде многу интересно.
мене многу ми го привлече вниманието и многу често се разговара помеѓу луѓе дека сопственикот понекогаш наликува на миленикот. Тоа е многу честа дискусија и тоа може би е вистина, може би е мит, не знаеме, но ете, имате предвидено еден интересен надпревар, дали веќе може да се вклучуваат, да праќаат фотографии, како е замислено со надпреварот? Секако, првично ќе бидат разгледани фотографиите кој собственик личи највише со својот миленик, а подоцна нели ќе бидат на оваа убава сцена представени, така да ќе има убави награди. Едно од најважните настани исто така е и одговорноста од еден хигиенски аспект со представување на Груминг академијата, која што со своји 4 позиции позади на бината ќе бидат представувани како фактички се врши шишање, вањање и расчестлување на миленикот. Значи сите ќе бидат во непосреден контакт со животните и со можноста и светот на животните што се вклучувајќи ги инсектите, да споменеме дека ги имате секако имаме најава дека освен нели пиедесталот куќе и маче, нели ќе има и други животни кои што се необични домашни миленици, например како некои инсекти, како птици, како влекачи, змии и така натака. Да, ова беше одлично интро за нашиот следен соговорник, веќе добро познат на јавноста, Трајче Китановски, интернационален соколарин, неговиот прекрасен миленик Хари, и јас многу го сакам Хари, тоа веќе сум го докажала и покажала. Чести задоволство ми е што ве имаме во добро утро. Секој утро. Добро утро, Александра, и ви благодарам на поканата на вас и на вашата телевизија. Чест ми е што сум тука. Трајче, вие сте дел од програмата, односно ќе бидете учесник и не би била комплетна програмата без вас во секој случај. Што е она што ќе покажете на оваа сцена в недела на 17? Ви благодарам на комплиментите. Целта ни е да го приближиме овој пат не соколарството. Значи, ќе говориме во еден друг аспект, тоа е најмладите наши жители, значи нашите деца, да ги засакаат птиците, да видат, значи да ги едуцираме околу птиците општо, значи папагаи, птици грабливки и така натака. Дали ќе биде Хари тука, дали ќе имаат можност да се сликаат, фотографираат со него? Секако, јас и Хари сме едно те исто, често пати говорам така да јас без Хари не одам никаде. Какви се вашите лични очекувања? Еве, вие долго време сте и веќе познати во последниве години на јавноста, ве има често во медиумите, се обидувате да го пренесете вашето знаење. Дали успеавте да поттикнете луѓе, помлади луѓе, постари луѓе, seедно, да се заинтересираат за соколарството? Бараат ли совети од вас? Да, секако, значи не е исто како што пред да почнам. Нормално дека забележувам дека има интерес, што ме радува. Така да, мислам дека сме успеале во тој дел. Сега, овој настан ќе биде прекрасен и мене стварно ми е чест што ќе присуствувам тука. Околу тој дел, што ми спомнавте да... Да, дали се пријавува, дали може би да контактираат луѓе, ве бараат директно, ви пишуваат, може би да побараат совет некој што... И дали само мажи се заинтересирани за соколарството? Не, значи има и жени, така да... Во тој дел многу им благодарам на медиумите, така и нашата приказна се дозна, така да спомнам. Дали е Хари возбуден за овој недела? Покажува ли некаков интерес тој за овој настан? Секако. Хари му е исто, дали лета, дали... Така да повеќе сум јас возбуден него што е Хари. Но секако дека толку многу луѓе се надевам дека веројатно нема да види на едно место. На едно место, да, пак има голема публика, претпоставувам дека овде ќе биде полно и сигурно ќе биде интересно искуство и за него. Лично предвидено е да дадете некој кујзвовет, објаснување каква е вашата замисла со представувањето? Мојата замисла е нормално да го представам Хари на оние луѓе што не го познаваат, доколку има такви, да се нашалиме. Така е. Заради тоа што Хари е доста познат, го има во повеќе спотови. Ова е делот. Ова е често пати знае вака да направи. Добро, тоа е и за наша чест и задоволство да ги видиме убавите клипови. Секојдневно е ова, да.
сака да биде са во центар на внимание заради тоа. Секако е во центар на внимание, што ли да прави? Да. Ништо, имаме едно прекрасно, едно големо изненадување за сите присутни што ќе дојдат. Спремаме една точка што секако дека не би сакал да ја спомнам, сакам да ја видат визуелно, е многу поубаво него. И секако нема да говорам како што спомнав за соколарството, него за едукација околу птиците општо, да ги привлечам, значи нашите најмлади да ги засакаат сите птици општо. Тоа ни е целта како. Тоа ни е замисла. Звучи многу примамливо, звучи на вистина интересно, ќе ги поканиме сите да присуствуваат в недела на 17 и целодневна програма. Ми беше задоволство што ве имавме во Добро утро секое утро и посакувам успешно да го изреализирате овој пет феста и во иднина да прерасне традиција. Благодарам. Благодарам, ни беше задоволство. Ви благодарам. Ви благодарам многу. Да, јас ќе додадам, не знам дали трајче забележа, советот од минатиот пат за црвениот кармин го запазив, да не привлекувам внимание, овој пат не ставив црвен кармин и црвени ногти, затоа што Хари тогаш можеше да ме нападне, го паметев тоа и внимавав. За сите работи кои што сакате да ги научите повеќе за Хари, за птиците, за животните воопшто, бидете тука на 17 и почитувани заедно со вашето семејство. Ви ветуваат одлична дружба. Ирена, се надевам дека ќе се договориме и ние да дојдеме, нели? Обавезно. Ова бела не смееме да го пропуштиме, бидејќи и девете сме љубители на домашните животни. Сакам да го прашам соколарот, ако може нешто, едно прашање за Хари. Секако. Сакам да прашам колку на која возраст е Хари и дали е тешко да се чува сокол и како се чува? Каде го чува? Каде живее Хари? Благодарам, Ирина, на прашањето. Имавме прилика и да го запознаеме Хари во една друга шанса во Добро утро секое утро, каде што зборувавме повеќе за Хари и секако ќе ветиме уште едно дружење. Едно прашање имаме од Ирена, колешката во студио. Дали е тешко да се чува Хари и колку време го чувате? Секогаш умеам да кажам дека една птица гравливка да се чува е ѓаволски тешко. Значи, јас го имам Хари колку што е стар, 4 години, така да заради тоа што неговите потреби се не да е во кафес. Во кафес имено не се чува птици гравливки, се чуваат во волера или на соколарски ставак. Така да неговата потреба е секојдневно да лета. Ако можете да му овозможите дневно да лета по едно 2 до 3 часа и да јади исклучиво месо сурово, значи живо месо, да лови секако дека можете, но претходно треба да станете соколар, има испити, не е тоа баш така едноставно. Така да, мене ми е многу криво и многу ми е жал што многумина се откажуваат на половина пат до тоа да станат соколар. Они мислат дека тоа така лесна приказна, но само најупорните успеваат. Да, потребна е истреност. Да. Така е. И да ги сакаш многу птиците, но и истреност да научиш, затоа што верувам дека постојано се учи во посебен стил на живење, ова е стил на живење, ова е уметност. Значи постои повеќе од 4-5 години, значи позната е. Буквално ви го менува целиот начин на живот. Ако сте живееле едно, како што кажа доктор Диме, сега е сосема друго, значи се ви менува од корен. Но, како што спомнав, доколку се сака тоа, не е ништо тешко, не е ништо напорно, иако е напорно, но доколку го сакаш тоа вистински, ќе успееш. Секогаш успева. Секогаш успева. Верувам дека е тоа така, верувам Ирена задоволна, можеби и ти ќе земеш некој јастреб во иднина, па ќе не изненадиш. А после ова не знам. Само уште едно прашање имаме, Бела, не знам дали ме слушаш од нашиот деко овде. Сака да те праша дали колку долго живеат соколите? Одлично. Интерес пробуди, трајче простата, но интерес пробуди Хари. Уште едно прашање од друг колега, ќе ги поздравиме сите колеги и ова мора да продолжи нашиот разговор поврзан со Хари. Прашањето е колку долго живеат јастребите? Зависи кој, конкретно не имаме Парабута уницингтус или народски познат како Харисов јастреб Харис, затоа јас го крстив Хари. Имено 90% од соколарите што чуваат Харис ги крстуваат Хари, Хера, токму заради тоа. Значи, во зависност од тоа како е чувана птицата, многу тоа зависи. Во глобал од прилика 20 30, најстариот е се уште жив, има 38, во Холандија живее. Се надевам дека со Хари барем приближно
Дај Боже да го надминеме тоа, јас посакувам да го надминеме и да ни е долговечен Хари. Благодарам многу, уште еднаш, навистина ми беше задоволство, уживам во вашето друштво. Колеги, Ирена, мислам дека бевме навистина интересни за гледачите и уште еднаш, ете јас ке ветам, бидејќи има интерес поврзан со соколарството, со јастребот Хари, со Трајче, кој што навистина знае да ни ги долови сите работи поврзани со птиците, ќе ветам наскоро една дружба заедно со Хари, нешто што си го планираме, нема да откривам јас, ќе бидам неизвестна за гледачите, ќе останам. Уште еднаш ќе потсетиме, 17 в недела, овде, со почеток од 11 часот, почнува Петфест, бидете тука. Благодарам, Бела, до тебе, благодарам до твоите гости, благодарам до Хари и до Трајче и еве нека ни бидат гости некогаш во студиото, бидејќи навистина голем е интересот и кај нас овде, а претпоставувам и за гледачите. 9 часот и 17 минути, имаме уште некои 7-8 минути, меѓутоа сепак ќе ги вклучиме телефонските линии за вас, почитувани гледачи. Нашите три теми кои што беа на почетокот на емисијата, во првиот дел на емисијата. Зборувавме за она што ќе се случува денеска во 18 часот пред влада. Денеска нов протест за случајот онкологија. Досега јавноста не слушна за евентуална одговорност. Ова беше нашата прва тема. Втората тема беше Скопје како депонија. Ѓубре, смрдеа, уништени споменици, скршени плочи, вака ли си ја сакаме Македонија? И третата наша тема за ова утро беше каква слика оставаме пред светот. Фудбалерите ни го обелија образот со Италија, ама лошите услови на градски останаа во фокусот на јавноста. Она што сите видовме од градски стадион, значи неисчистени седишта, лоша слика, трева некако негувана, како да кажам, повеќе изгледаше како кал, отколку како трева. Како и да е, ова беа нашите три теми на кои што говоревме ова утро. Јас мислам дека најмногу интерес кај вас побуди првата тема, денеска нов протест за случајот на онкологија, она што ќе се случува во 18 часот. Впрочем, и нашето прво линковско вклучување од нашата Бела беше пред владата на Република Македонија. Па потоа втората тема за тоа дека Скопје ни наликува на депонија, се повеќе за жал, и најмалку некако зборувавме за третата тема за она што се случуваше во саботата на градски стадион во Скопје. Од режија ми јавуваа дека веќе имаме гледач на линија. Добро утро. Добро утро, Македонија. Добро утро, Тале. Повелете. Ајде Бог на помош денешен Свети Јован. Моли Христа Бога за наше здравје и спасение. Сакам да искажам голем поздрав и честитки до нашите македонски фудбалери кои се бореа од срце за наша Македонија и со поранешни светски европски првак Италија и извојувале нерешено. На лош терен, за жал, јас велам секој чест на Груевски на ВМРО што направија преубав стадион Филип II Македонски, каде играа Суперкуп Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид, два светски фудбалски гиганти. Значи, ФИФА, УЕФА дозволија да се игра на новиот преубав наш стадион Суперкуп во фудбал. Од тој стадион беше преубаво направен. Значи, нашите македонски народни пари, Груевски ВМРО, ги вложија во градба на спортски, културни, историски објекти било каде. А овие за 7 години тој терен и стадион го испустија, што вика Груевски, во негово писмо или вчера, дека само стаклата прашина 7 години не избришеле. Значи, се уништија, се срушија, болници, во што болница ја почна да се гради клинички центар, ја запраја со градба во овие 7 години. Колку болни сега мора да патуваат до Скопје по патишта до несигурни и тие ги блокираја до градба, градска прилика. Сега јас возам, идам Скопје, носам, нели така, човек од потреба и возиме колона цела, шлетери пред нас, се возила по него, а се брзаме. По несигурен пат, тупки, ископан, бразди од шлетери, асфалто деформиран, колку се резикува, се троши гориво повеќе. А зошто? Некој никој не го тера да биде власт во Македонија. Ако те бидува, повели, биди власт, прави добри дела. Но ако не те бидува, ако немаш душа со овој народ, ако само крадиш, уништуваш, предаваш се македонско, што бараш ти овде да бидиш власт во оваа држава? Господа, да страдат народ,
да горат живи пациенти во болница, деца да горат во столици, никој да не одговара. Бог да чуе. И кој нормален брани такви? Кој нормален брани такви? Јас милам секој час, дај Боже да се врати Груевски, па да воздигне Македонија, да гради болници, да купи комуња за брза помош, да ги возобнови наши културни станови. Се мизерија на секаде. И кој, и како може, помислете, Груевски, ВМРО, кој Милијана Киевска, кој градеа и автопат, и булевари, и болници, се, тие се, значи, кривочно осудени, а овие што само крадат и уништуваат се во 30 години Македонија, тие се судиите, тие што судат. Која логика? Криминалец што суди градители, бранители на Македонија. Ајде, Бог на помош за многу години. Бог на помош, нека е тале за многу години. Среќен пат, внимателно возете по патот. Рековте дека сте, како што ве разбрав, дека сте моментално во вашиот автомобил. Одите од Прилеп до Скопје. Ви посакувам среќен пат и возете внимателно. Ајде една само интересна информација пред крајот на оваа емисија сакам да споделам со вас. Вели, подгответе се за светлечката комета Нишимура. Задутре ќе дојде, потоа дури по 400 години. Сјајната комета Нишимура, која неодамна е откриена, задутре, односно утре, на 12 септември, ќе го осветли небото на северната хемисфера. Потоа, уште еднаш, ќе биде видлива на 17 септември. Нејзиното враќање кон земјата ќе се случи дури по 4 века. Името го добила по астрономот аматер Хидео Нишимури од Кагава, која открил минатиот месец. Значи, утре на 12 септември ќе има една интересна појава на небото, една комета, која што ќе се појави ќе биде видлива од нашата планета Земја дури по 400 години. Нишимура ја нарекуваат и хиперболична комета, што значи дека има огромна енергија со која успева да помине без да биде заробена во сончевиот систем. Но како што е веќе кажано, ќе замине доколку не се распадне, доколку биде блиску до сонцето. Меѓутоа од НАСА веруваат дека Нишимура ќе го преживее сонцето и дека ќе се врати по 400 години. Добро утро за следниот гледач. Добро утро. Повелете, во програма сте. Благодарам. Најпрвин да го честитам денешниот православен празник, нека ни е на помош Свети Јован. На помош нека е. И воедно да се подсетиме на овој ден во Америка, кога ги срушија кулите, така да ги подсетиме американците колку е тешко кога ќе страда народот. Да малку да има сочувство и кон нас, било на кој начин и ние страдаме, не мора како нив. Сакам да кажам дека ова што се прави не е само од нас, македонците, туку и од надвор. Во врска со темата онкологија, па не е само ова, многу протести поминаа и уште колку ќе поминат, но оваа власт како да нема срце, како да нема чувство, да свати, па барем некој да даде оставка од министрите, од директорите, да покаже малку совест кон народот, да се приклучи кон народот и да не е виновен, да ги оцрни тие што се виновни, на некој начин да покаже дека треба самите тие да се чувствуваат виновни. И џабе не кажале луѓе сиротињо и Богу си тешка тоа српска поговорка, па и ние сиротите на некој начин омаловажени, не сиромашни, туку омаловажени од власта која мисли дека ќе биде вечна и дека не мислат што нив може да ги најде во животот. Затоа треба на денешен ден да се покаат тие грешници што грешиле, да малку да застанат на страна на обичниот граѓанин и да помогнат онолку колку што заслужува народот, а ние заслужуваме малку и повеќе. Иако некој ќе рече ние сме виновни, ги гласуваме, не ги гласувам, еве и јас сум во тој кош, страдам со тие што ги гласаа, така да не мора секогаш да значи дека народот е виновен, туку виновници се тие што ние имаме доверба во нив, а тие ја губат довербата.
не покажуваат никаква почит спрема нас. До слушање и убав ден уште еднаш ве посакувам. Ви благодарам, господјо, за вашето јавување, до слушање. Вие бевте и нашата последна гледачка за ова утро. Јас од срце ви благодарам на сите вас кои што ова утро земавте учество во нашата Добро утро секој утро и на сите вас кои што не следите редовно од малите екрани. Уште еднаш денеска подсетување, денеска е голем празник, обезглавувањето на Свети Јован Крстител или уште како што го викаат и есенски Свети Јован. Нека е честит денешниот ден и нека име среќен именден на сите оние кои што го носат ова преубаво име Јован и Јована. Ви благодарам на сите вас за вашето внимание. Ви посакувам убав ден. Останете ни во добро здравје и во добро расположение. Секако знаете дека повторна средба со нас ви закажуваме веќе утре во 6 часот и 25 минути. Останете со Алфа.